Почитувани граѓани, почитувани новинари. Интересот на децата и на образовниот процес треба на сите нас да ни биде на прво место. Долготраен прекин на наставата може сериозно да го наруши наставниот процес и да ми наштети на учениците. За негативните последици од прекинот на наставата предупреди и УНИЦЕФ, најголемата меѓународна организација за помош на децата во светот. Доколку се продолжи вака, учениците и наставниците ќе се соочат со пролонгирање на школската година или ќе мора изгубените часови да ги надоместат со настава во сабота. Прекинот на наставата може да им наштети на уписите, на државната матура, но и на околу 500 наставници кои треба да полагаат стручен испит. Затоа апелираме да продолжи социјалниот диалог, без уцени, сонг да се врати на разговорите, само така може да се дојде до решение. Наставниот процес да продолжи, а наставниците да се водат од интересите на своите ученици. Оваа влада, предводена од СДСМ, како никоја претходно покажа слух и разбирање за сите граѓани, за сите вработени. Покажа дека го вреднува трудот на наставничките, воспитувачките, учителките, на сите. Показател за тоа е што во период од 4,5 години платите во образованието се зголемени од 3.200 до 6.400 денари. Покрај инвестициите во платите, реализиравме бројни проекти за подобрување на условите за работа на наставниот кадар преку изградба и реновирање на училишни објекти. Сето ова е потврда колку за нас е важно образованието. Раст на платите во образованието ќе има, како и досега, заедно со сите засегнати страни, низ диалог, ќе дојдеме до решение кое е во интерес на сите. Диалогот ќе продолжи, наставниците ќе добијат повисоки плати, но во процесот на изнаоѓање решенија, децата, учениците не смеат да трпат последици. Ви благодарам.